Македонија е една од најбрзо растечките економии во Европа со четвртиот највисок економски раст на бруто домашниот производ. Председателот на ВМРО ДПМН, задоволен од сработеното на неговата влада досега, ги соопшти позитивните предвижувања во економијата на вчерашниот јубилеј по повод 35 годишнината на ВМРО ДПМН. Тој вели дека владата се соочила со бројни предизвици и преземала одговорност кога економијата беше во криза за да работи на санирање на штетите од минатото, на создавање стабилна и предвидлива економија, на отворање на нови работни места, подобрување на условите за сите работници, посебно младите, земјоделците и пензионерите. Знаме дека овој раст не е доволен, дека народот се уште не го чувствува подобрувањето во својот секојдневен живот. Затоа упорно работиме на санирање на штетите од минатото, на создавање стабилна и предвидлива економија, на отварање на нови работни места, подобрување на услови за сите работници, посебно младите, земјоделците и пензионерите. Македонија нема повеќе да биде земја на понижување и предавство. Мицкоски потенцираше дека многу сериозно ја сваќа функцијата и дека несовесното седење на фотелјата секогаш носи срам и разочарувања, а достојното пријатели и вистински поддржувачи. Според него, највредната работа што може еден човек да ја остави на своите потомци е честа и чистиот образ. Тој посочи дека функционерите од владеачката гарнитура не треба да заборават од каде потекнуваат и каде ќе се вратат. Најскапата работа што еден човек може да ја остави на своите потомци не се парите, не е имотот, туку честа и чистиот образ. Како што мудро знаат нашите да кажат, не смеат функционерите да заборават дека макадамот по селата и улиците е повистински и поавтентичен и помек од килимот по скапите хотели и канцелариите. И тоа е така поради реалноста која има во себе и чекорот на своите сограѓани кои чекорат по него. А фотелјата е секогаш понеудобна од гајбата пред кооперација поради тоа што таму извира твојата моќ. Мицкоски зборуваше и за начинот на кој владата ја води надворешната политика. Тој укажа дека надворешната политика е принципиелна и се темели на заштита на заедничката историја, култура и идентитет. Мицкоски потенцираше дека целта на владата е да изгради општество каде што ќе нема привилегирани, туку ќе има правда за сите граѓани. Тоа меѓу другото додаде дека значи и дека безмилосно ќе се реагира кон секој што ќе злоупотреби довербата на народот.